Уште две општини кои доставиле соодветни барања и ги исполнуваат законските услови се стекнаа со правото да го превземат процесот на управување со градежното неизградено земјиште кое е во сопственост на Република Македонија. Министерот за транспорти и врски Милијана Киевски информираше дека со оваа одлука меѓу 39 општини кои ќе се стекнат со ова право ќе се вбројат и Охрид и Куманово. Согласно Законот за градежно земјиште, општините кои ги исполнат предвидените услови можат да управуваат со земјиштето. Тоа се развиено и усвоено годишна програма за управување со градежно неизградено земјиште, да имаат минимален број на лиценцирани општински службеници и третиот услов да имаат воспоставено електронски систем за надавање и при тоа да имаат формирана комисија за електронско надавање. Министерот апелираше до сите останати општини да ги исполнат соодветните законски услови и да поднесат барање за добивање на овластување за управување со градежното неизградено земјиште, сопственост на државата, со цел овој процес во целост да биде имплементиран. Тој напомена дека пренесувањето на надлежностите во делот на управување со градежното земјиште се оди чекор понапред со децентрализацијата во Република Македонија.